Постојат вродени и стекнати срцеви дефекти. Сознанието дека вашето дете има вроден срцев дефект може да биде застрашувачко. Сепак добро е да се знае дека денес медицината, технологијата и искуството може да понудат точна дијагноза и соодветен третман кај речиси секој тип на срцева мана, вели доктор Димитар Душковски, кардиолог во Аџебадем Систина, и додава дека статистиката зависи од тоа каква е медицината во државата. На светско ниво некаде има околу 35 милиони пациенти со срцеви дефекти. Вродените срцеви дефекти кои се појавуваат во раната возраст, кај децата, односно тие се манифестираат, во раната возраст, а се појавуваат, односно се создаваат уште додека плодот е во матката. Значи, едни од наједноставните и најчести срцеви дефекти се предкоморен септален дефект. Коморен септален дефект може да се јават тетралогија на фалот, аортна стеноза, коарктација на аорта и митрални стенози, многу други, да не ги редиме сега повеќето, кои се јавуваат уште во зачетокот на детето и со тек на развитокот негов можат да се дијагностицираат, меѓутоа ако некои се превидат во тек на бременоста или намерно се остават, после тоа тие се развиваат како во симптоми или асимптоматски, меѓутоа состојби кои што ги има детето. Фактори кои доведуваат до појава на срцеви дефекти се комбинација на надворешниот и генетски фактори. Ако родилката има срцева мана, секако дека тоа не се пренесува директно на детето, меѓутоа во одредени синдроми, така наречени, кои се појавуваат на ниво на генетски синдроми, кои се кај детето, може да се манифестираат со појава на вродени срцеви мани. Например, Тарнеров синдром може да доведе со срцева мана, тоа е недостаток на X хромозомот и ред други, сега да не ги редиме, немаме толку време. Таа е поврзаноста на генетиката, меѓутоа генетиката од мајката и од таткото сигурно има некој придонес и некој ефект за да се појави кај детето. Исто така и не е само генетиката, како што ги викаме environment factors, односно фактори на средината во која живееме, токсично зрачење, сега е модерно невакцинирање на млади деца и на родилки за некои вакцини ги избегнуваат намерно, што можат да имат сериозни последици во врз понатамошната популација. Како и на кој начин се дијагностицира срцевиот дефект? Првично и најпрвично, да не го заборавиме, тоа е најобичниот стетоскоп, слушалката на лекарот, кој што го насочува тоа дете и таа мајка према понатамошните исследувања. Ако се јават некои срцеви шумови кои што не би требало таму да се присутни во таа возраст, секако дека детето ќе опратиме на дополнителна инвестигација, ќе се направи ехо на срцето, се прават и доколку се востанови таа мана, се прават и дополнителни биохемиски и испитувања и индукции со некои хемиски агенции да видиме дали се тие мани или шантови, реверзибилни или притисоци во срцето може да се намалат и да видим и со тоа ќе се дојде до дијагноза дали таа срцева мана може да се третира безбедно со одреден процент на ризик или треба да се третира со лекови. Во зависност од тежината, сложеноста и типот на самиот дефект, зависи и третманот на дефектот. Има неколку процедури за третман на срцевите дефекти и аномалии. Може да бидат интервентни, односно преку перкутана интервенција се влегува од десната страна најчесто не мора да биде правило, на венскиот систем на ногата и се ставаат, например, за АСД, атриален септален дефект, се ставаат како чадорче народски кажано, односно девајс направа која што го затвара тој дефект и која што овозможува да нема мешање на крвта во понатамошниот тек. Исто така ова аномалија може да се третира и хируршки, со отворена хирургија на срце и затварање на тој септален дефект.
Доколку се одлучи да не се третира воопшто, се земаат одредени типови на лекови кои ќе спречат понатамошни компликации од тромбози и од мешање на крвта. Интервенцијата врз пациентот со срцев дефект треба да го подобри многукратно квалитетот на неговиот живот и медицински и психолошки тој да биде независен од друг, а тоа може да го постигне само со редовни контроли и со земање на препишаната терапија, вели доктор Душковски.